Денеска одиме во студиото на еден млад и успешен дечко кој освен што креира хитови за себе, тој креира и за другите луѓе. Има соработувано со балкански ѕвезди уметници, а има и со уметници од светот. Па ајде со нас во неговото студио да видиме како се одвива тој процес на создавање на еден хит. Ние пристигнавме и моментално се наоѓаме во студиото на Тоби Масхар. Тоби, добре дојде за прв пат во Hype Македонија. Кажи ми како си денеска? Јас сум одличен и вие добре дојдовте во моето студио за прв пат. Долго време збориме да го направиме ова и многу ми е мило што конечно успеавме да се споиме и да се дружиме. Тоби, да се вратиме малку во минатото. Кажи ми од каде потекнува љубовта и желбата кон музиката? Моите се музичари, доаѓам од музичка фамилија. Почнав од многу мал да учам за музика, се запишав на нижо музичко, свирев виолина 7 години, потоа учев средно музичко, па се запишав на музичка академија, таму завршив музичка продукција и звучен инженеринг и така цел живот сум окружен со музика, музиката е дел од мене, дел од мојот живот и обожавам да ја работам. Кажа дека си учел да свириш на виолина, дали се уште се сеќаваш да свириш на виолина или можеби си заборавил? Понекогаш, знаеш, со текот на времето добиваш инспирација да фатиш некој друг инструмент да свириш, нешто друго да пробаш, така да виолината е дел од мене, но сега сум поише со други инструменти дефинитивно. Да, гледам тука и некои гитари, претпоставувам дека знаеш да свириш на гитара, па малку подоцна ќе оставиме да ни отсвириш нешто. Апсолутно. Значи ти од секогаш си знаел, си мечтал да станеш некој музичар, музички продуцент, нешто од таа бранша? Мислам, кога бев дете, знаев дека сакам да се занимавам со музика, но не знаев точно конкретно во која бранша на музиката ќе се пронајдам. И со текот на годините добив љубов кон пишување на песни, кон творење, кон продукција и некако се пронајдов во тој фазон од музиката и некако тоа најмногу ми лежи. Не се гледам никаде друго во музиката, освен во таа бранша. Дали се сеќаваш кое е твое прво дело што го имаш креирано? Не се сеќавам, многу одамна било. Ама било некоја глупост сигурно. А некој текст што го имаш напишано прво? Нешто било сигурно на англиски, на многу мали години. Ќе пробам да го најдам. Дали преферираш на англиски да креираш или на македонски? Никако на англиски се осеќам послободен, бидејќи најдобар начин ми е да се изразам сам себе си. Не викам дека на македонски не би правил нешто во иднина, но во англискиот јазик се пронаѓам најмногу. Дали мислиш некако побо да се римуваат зборовите на англиски, дали те полесно се искажеш емоциите? Па дефинитивно има подлабок вокабулар. Повеќе избор на зборови имаш, на многу различни начини можеш да кажеш едно нешто, така да не знам, вали бидејќи сум окружен цел живот со таа култура, со другари, пријатели од Америка, пријатели од Англија, пријатели од Европа и некако ме инспирира цело време да се стремам кон тој пат, да ја правам таа музика, да сум во тие води на музиката. Да. Дали креираш нешто можеби ново, дали имаш нешто во фиоката тука позади во овој компјутер, дали спремаш, што може да очекуваме следно од тебе? Моментално спремам нов албум, кој што ете за вас ќе откриам како и се вика. Се вика Why Are We Still Talking, што ако имаме луѓе што ми ги следеле поранешните интервјуа, другачие се викаше албумот, се викаше The City of Angels and Demons, но малце се смени целата тематика во албумот, се сменија и карактерите, се сменија песните, се сменија ликовите и моментално се вика Why Are We Still Talking, еве го најавам тука за прв пат и се надевам ќе ви се допадне, ќе ви пуштам после да чуете и нешто од албумот. Едва и чекам. Дали има некоја позадина овој албум, дали сите текстови се пишувани со вистинско значење или можеби е се тоа имагинација и фикција некоја? Дефинитивно е дел од мојот живот. Дефинитивно има многу ствари што сум ги преживеал, па пишувам за нив, а дел е и мојата имагинација, работите што сум сакал да ми се случат, но не ми се случиле, така да многу добар баланс на тие две работи. Да. Може ќе изманифестираш нешто па да се случи со овие песни. За тоа сум прв, за манифестирање сум прв. Обожавам да манифестирам и се што ми се има случано во животот, мислам дека си го имам манифестирано на некој начин. Да. А Тоби, освен ти што креираш и создаваш хитови за тебе, ти создаваш и за други луѓе. Кажи ми, како почна да соработуваш со други луѓе, кои ти е најдраго до сега што имаш соработувано? Откри ми нешто повеќе за тоа.
Мислам дека кога завршив средно музичко, почнав повеќе да соработувам со други луѓе и почнав да се опкружувам со луѓе од музичката индустрија, артисти, текстописци, продуценти и некако се најдов во тие води каде што можам нешто што е од мене да го вметнам во туги проекти и се најдов во соработка со многу големи имиња како Елена Китич, Два Бона, Раус, многу странци, например, соработував со Stimulus, кој е поранешен ученик на Марк Ронсон, кој е продуцент на Майли Сайрус, Еми Уайнхаус, така да не знам, вали да се го изманифестирав тоа, па Како е чувството да соработуваш со толку големи светски имиња? искрено кога почнав да соработувам со нив, ми беше вау, соработуваш со тие имиња, но со текот на времето станува нормално, се навикнуваш да се околу тие луѓе и некако ти стануваат пријатели до животни, многу убаво чувство. Како беше да се соработува со Два Бона? Какви се они во приватниот живот? Они се фантастични момци. Мислам, кога влагаш во студио со нив, разбираш зошто се таму каде што се и поседуваат огромен талент, се гледа дека вложиле труд и работа во нивната кариера и им посакувам само среќа и успех понатаму. Многу ме интересира и за соработката со Елена Китич, ако може нешто повеќе за тоа да ми откриеш, како дое до контакт со неа. Со Елена се запознавме, мислам дека крај на 2019 година. Она соработуваше со еден мој покоен пријател, Бог да го прости, Милан Радулович Лача. Он беше во Скопје тој период, соработуваше со Дарко Димитров и преку него се запознав со Елена и некако тоа запознавање не беше само за бизнис, туку станавме многу блиски пријатели и до ден денес сме и соработуваме често. Сега работев на нејзиниот албум Дежаву, направив продукција на песната Мотив, што мислам дека е една од моите најдобри песни што ги имам направено до сега, и си работиме. И се дружиме, да, приватно. Кој е твоето мислење за македонската музичка сцена? Дали мислиш дека сме доволни или треба повеќе да се ангажираме, да има повеќе уметници, артисти? Кој е твоето мислење? Мислам дека има многу талент, но нема инфраструктура како тој талент да излезе на виделина и мислам дека треба многу повеќе да си се поддржуваме меѓусебно, многу повеќе да твориме, да создаваме, да пробаме да сме различни, да не правиме тоа што секој друг го прави и мислам дека за нас има една многу голема иднина само ако работиме упорно. Дали може да се заработува доволно ако си продуцент? Дали имаш доволни приходи или сепак во Македонија треба повеќе? Па зависи што е доволно. Мислам, зависи каков живот сакаш да живееш, но во секој случај се заработува. Се заработува, не можам да се пожалам, но секогаш може повеќе. И мислам дека колку што работиш, толку и ти се враќа, така да тие луѓе што упорно работат, напорно работат, создаваат нешто што стварно вреди, ќе им се врати, дали парично, дали успехно, дали некоја награда ќе добијат, мора да се врати. Кој е процесот на создавање на еден хит? Како почува тоа се од почеток до крај? Дали прво наоѓаш мелодија, дали прво го смислуваш текстот? Како иде тоа? Мислам, нема рецепт. Секоја песна е различна. Можеш да почнеш со мелодија, можеш со текст, може нешто сосема трето да те инспирира да гледаш некој филм или да видиш некоја убава девојка да си кажеш еј за тебе ќе напишам песна, што тоа го обожаваат сите. Така да нема рецепт, само ќе седнеш и ќе видиш кој е најдобриот начин да го извадиш тоа нешто што го криеш во тебе на виделина. Дали имаш некое дело што ти стои во филките, но не си се чувствувал пријатно да го објавиш? Стотици. Стотици. Колку песни имаш во твојата филка? Не знам, премногу. 300, 400, 500, премногу. Дали ти некојаш ќе видат бел ден, дали ќе искочат во етерот? Ако искочат, нема од мене да искочат дефинитивно. Некој друг ќе ги Ако извади. некој ти влезе во студио, Можда вие ќе ми ги извадите песни. Тоби, моментално главна тема е дека Македонија се враќа на Евровизија во 2027 година. Дали се радуваш за тоа? Кој е твоето мислење и кој мислиш дека од македонската музичка сцена би требало да не представува? И јас секогаш се радувам кога Македонија се представува меѓународно. Секогаш се радувам и секогаш сакам да ја представуваме Македонија на најдобар можен начин. Дали ти имаш некои артисти кои се инспирација и што обожаваш еве ти лично да ги слушаш? И кои се тие? Имам многу различни артисти што ме инспирираат од различни жанрови. Не ме инспирираат артисти од само еден жанр. Можам да ги наброиме Джордж Майкл, Стиви Вондер, од понови Джеймисон, Джастин Нозука, The Weeknd. Премногу артисти. Од Македонија и Балканот? Па немам што ме инспирираат, но имам
И ми ја сакам музиката да ја слушам, например, поранешниот Принц, многу ме инспирира во музиката. Дупер, многу си ги почитувам, многу си ги сакам, плюс ми се пријатели. Нокаут, не ми текнува толку. Супер. А со кого ти е неостварена желба да соработуваш? Може да биде од Балканот, може да биде и од светот. Би рекол Майкл Джексон и Џорџ Майкл, ама тоа не е веќе возможно. Ама ако збориме за денес, од денешните артисти, би рекол The Weeknd. Да, Дали си бил на негов концерт до сега? не сум бил, но сакам да идам дефинитивно. Дали има нешто во музиката или во креирањето на музика што тебе ти пречи, што би го забранил? Например, да го прават другите артисти или продуценти? Кој сум ја да забранам било што? Твое лично мислење. Не би Нема можел ништо да забранам. Не мислам дека музиката доаѓа од слобода и не можеш ништо да забраниш во музика. Пошто секој има нешто да си каже, колку да е точно, колку да е неточно, имаат право да кажат што сакаат. Твојата фамилија е исто така од музичко семејство, дали тоа ти помогнало никогаш во животот, например, да те советуваат за нешто или да ти помогнат што како треба да правиш во твојата кариера? Дефинитивно. Мислам, понекогаш знае да создаде притисок, бидејќи сакаш секогаш да си најдобар, сакаш секогаш да се покажеш дека го правиш тоа на најдобар начин, но исто така тука се тие да ме поддржат во било што и да правам, така да од една страна сум многу горд на тоа што имам таква фамилија, од друга страна да е и притисок, но кога ќе успееш тие работи да ги балансираш, тоа е рецептот. Исто така имаш многу убав и специфичен стил, од каде црпеш инспирација, дали тоа може би некој рапер или некој продуцент од светот или инспирацијата е сепак идејата твоја? Не знам од каде црпам инспирација. Мислам дека работите што ги доживувам во мојот живот и уметниците што ги пратам, исто така од каде што доаѓам, моето музичко потекло, влијанието на мојата фамилија, влијанието на моите пријатели со кои сум обкружен, бидејќи се обкружувам секогаш со уметници, со луѓе што творат, така да мислам дека мојот живот е мојата инспирација. Каде се гледаш во следните 10 години? Што имаш така некоја цел зацртано за самиот себе? Ке го котирам Метју Макконахи, за 10 години сакам да сум најдобрата верзија што можам да бидам во идните 10 години. Да. Добро. А што друго тебе прави и се занимава во слободно време? Дали имаш некој хоби, некој талент за нешто друго освен музиката, што на пример ние не го знаеме? Обожавам да гејмам, обожавам да гледам филмови, обожавам да спортувам, обожавам да патувам, обожавам да играм шах, обожавам да седам на Reddit и да гледам conspiracy theories за се и свашта, за вонземјани кои ќе дојдат на планетата, така да има... Дали веруваш во вонземјани? Да, верувам, да. Не можеме да сме единствена цивилизација на универзумот, мислам, бескрајен. Тоби, сакам сега малку подетално да ми го објасниш процесот на креирање хит, например, со некоја личност. Еве, например, карикирам, доаѓа Елена Китич повторно кај тебе и кои се барањата, како ти вика, ајде сега да креираме хит, имам некоја замисла или ти даваш првата идеја, како се одвива сето тоа? Има две страни на тоа. Првата страна е техничка страна, а втората страна е самата визуализација на песната. Она доаѓа, например, со идеја и ти кажува, сакам да зборам за ова во песната, или сакам емоцијата да биде ваква, сакам, не знам, има луѓе што гледаат во бои, ќе ти кажат, сакам да ми звучи црвена песната, и после јас како техничар, текстописец, продуцент, што и да е, треба тоа на технички начин да го изведам, со тоа што ќе го направам битот, што е ритамот на песната, ќе отсвирам некој синтесајзер, ќе отсвирам некој пијано, ќе отсвирам некоја гитара, па бас, па со вокалот ќе дадам можни мелоди што можат да се во песната, така да секогаш е различно. А како е тоа, например, некој ти вика, сакам да звучи црвено, на што точно се однесува тоа? Не знам, сум среќавал многу луѓе што имаат синестезија. Тоа е, ги гледаш звуците во бои. Јас лично не сум имал такви искуства, но од луѓето што зборат, например, може да ти кажат, нотата до ми звучи црвено. Така да не знам како го доживуваат тоа, но е многу интересно. А дали си имал некоја ситуација кај што клиентот, например, не знае што точно бара или сака? Сум имал. Што правиш во таква ситуација? У таков случај, или ќе им понудам нешто мое, или ќе ги изнесам на еден круг со кола, па ќе правиме муабет за нивниот живот, па ќе им стана малце онака психолог, терапист, и кога ќе се вратиме во студио, го имаме тоа.
Значи има секакви непријатни ситуации, можам да кажам, се случуваат. А секогаш има. Но големината е да можеш да се справиш со тие. Тоби, дали никогаш би се преселил во некоја друга држава и би креирал хитови од таму или сепак ќе останеш во Македонија? Би сакал да останам и од тука да креирам за целиот свет. Сега колку е тоа изводливо и можно не знам, бидејќи тоа што го работам интернационално и најверојатно некој ден ќе треба да сум таму, за да сум опкружен со таа култура, тие луѓе, таа музика. Тоби, што би ти израдувало повеќе, доколку, например, 10 твои дела за други артисти стигнат светски размери или ти да имаш некој огромен светски концерт? Мој огромен концерт. Бидејќи нема ништо поубаво од тоа, нешто твое што си го творил, нешто твое што си го испел, што си го напишал, да видиш дека реагира така во публиката и го сакаат тоа, го пеат со тебе, мислам дека живеам за тоа, така ќе ти кажам. А што ти сполнува повеќе, кога креираш за други или кога креираш нешто за тебе? И двете, но ако можам да изберам, би избрал повеќе за мене. Бидејќи од мое лично искуство, не морам да изигравам психолог па за друг да напишам, туку од мое лично искуство зборам и мене дефинитивно. Преска ми вети дека ќе ми отсвириш нешто на гитара, па ако може сега малце нешто да слушнеме. Може. Да. Може да пееш, ако пееш, ако Може. Ќе ви испеам дел од мојата нова песна од албумот, се вика Distant Lover. Добро. И ќе биде дел од делукс верзијата на албумот. Нема да биде во оригиналната верзија, во делуксот ќе биде. Само што не сум распеан, ама ќе испеам. And I might be a distant lover, but if you call me up, I'll be there in an hour. Only you can make me stay. Don't make me run away. Na 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 na. Na 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 na. Na 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 na. Браво, Тоби, одлично. Ова беше многу пријатно се слуша за уши. Јас ќе ти посакам да големи успеси и светски размери. Ти благодарам уште еднаш што го прифати моето интервју, што беше за прв пат дел од Hype Македонија. Фала ви за поканата, мило ми беше, се надевам ќе се дружиме пак повторно, ви посакувам убав ден и се гледаме. Јас сум Тоби Масхар и вие гледате Hype Македонија.